Почитуван колега Хусни, се јавив за реплика од проста причина, затоа што неспособноста на ова ново мнозинство е толку голема, што не може да се запамте во историјата на политиката на Република Македонија. Не се способни десетина дена да се соберат и да гласат за своите предлози, за предлозите од премиерот да разрешат министри. А овде се наслушавме на демагогија, солзи, обвинувања дека ВМРО-ДПМН ги кочи процесите. Значи, заврши расправата за два министри кои треба да бидат разрешени според владата и ова големо европско мнозинство не може да собере ниту 61 пратеник. Толку од големината. Значи, во суштина, не станува нити за европско мнозинство, не станува за двотретинско мнозинство. Станува збор за неспособност да се соберат 61 пратеник. Ова е класично купување на време на неспособна гарнитура. Не знам како колегите пратеници си дозволуваат да се глупираат на оваа сцена и да викат дека некој кочи. Зашто не гласате? Ако веќе имате 2/3 мнозинство, ви фали пратеник 2. Зашто не гласате? Зашто не можете да соберете 61 пратеник? Затоа што вашата концепција е нула. Затоа што ни самите не верувате, колеги, од позицијата дека нешто вредите и дека нешто правите. Дури и вие самите не верувате ниту во реконструкцијата, ниту во новите мнозинства, ниту во новата влада. Тоа е проблемот кој го имате во моментот. Опозицијата нема проблем. Ние дискутираме за се што е лошо во државата и ќе продолжиме да дискутираме. Тоа што тука се наслушавме на демагогии, дека не се зборувало за луѓе, се зборувало за не знам што, се зборува за гола власт и купување на време кое треба да ви овозможи не знам што. Ако сте мокни, излезете, гласајте. Никаде ве нема, само демагогија, некој ви ги коче процесите. И колега Хусни, нешто да разбереме во оваа држава. Со СДСМ на власт во оваа држава нема просперитет. Тие луѓе ништо не изначи името Република Македонија. Ништо не изначи македонскиот народ. Ништо не изначи македонскиот јазик. Ништо не изначи македонската историја. Ништо не изначи придавката македонски. И ние сега зборуваме за некои вредности. Тоа е тоа. Со овие луѓе имате само криминал и лоша иднина за Република Македонија. Благодарам. Реплика